демнењето ќе биде казнето со парична казна или казна до 3 години затвор, а доколку се стори од страна на некој интимен партнер или демнењето се врши кон дете, казната е повисоко определена. Оно што би сакале да го кажеме, практиката ќе покаже како ќе се регулира и како ќе се докажува ова кривично дело. Сепак останува потребата од голем број на обуки и работа, не само со полициските службеници, не само со центри за социјална работа, него најмногу ќе биде фокусот на јавните обвинители на судиите. Демнењето е дејствие кој што е повторливо. Демнењето е дејствие кој што те заплашува, те вознемирува, ти влегува во личниот простор, те чека после работа, оди на места каде што знае или предпоставува дека ќе се појавиш. Те следи на секој чекор и треба да биде санкционирано, бидејќи е кривично дело кој што може да превенира потешки кривични дела. Нашата статистика во моментов ја немаме, затоа што првпат како во поимник демнењето се појави во новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејното насилство. Од наредната година ќе имаме колку мерки се предложени за овој тип на дело. Но тоа се однесува на граѓанскиот законник. Она што ние го имаме како статистика се од европските и од американските истражувања, кои што кажува дека еден демнач најмалку ја демне жртвата 2 години пред да настане потешко кривично дело, како тешка телесна повреда или убиство, односно фемицид. Жртвите во принцип немаат голема доверба во институциите, но сепак единствени надлежни за решавањето на нивните проблеми, а поврзани со насилството и семејното насилство, се сепак на прва линија полициските станици, односно предполициските службеници и центрите за социјална работа. Довербата кон граѓанските организации ја имат многу повеќе, а тоа се докажа посебно за време на првата година од здравствената криза од пандемијата, односно првите месеци, кога главното пријавување на семејното насилство беше преку граѓанските организации, кои што беа препознаени на првата линија, каде што може да им дадат првичната помош и поддршка на жртвите на насилство. Жртвата ќе знае дека е демнета, затоа што можеби нема да го препознае како зборно, ќе знае дека има лошо чувство, дека е заплашена, дека едноставно личноста се појавува цело време на места каде што она е или ја чека од работа или ја чека пред домот. Демнењето треба да се пријавува, независно дали ќе настапат за брзо време измените на кривичниот законник, сепак како поим и како дејствие и како вид на насилство е препознаено и во граѓанскиот закон може да се изречат привремени мерки за заштита кои што бија заштитиле во една привремена првичната пријава. Кај нас воопшто луѓето ги знаат своите права, запознаени се со своите права. Она би се вратила повторно на довербата и недовербата на институциите, посебно кога зборуваме за жени жртви на насилство и семејното насилство. Има групи на Facebook во кои што се групираат и каде што споделуваат своји искуства, своји мислења, начини како да се заштитат, така да во принцип си ги знаат своите права и секогаш знаат, доколку можеби не знаат точната процедура како би можеле да си ги остварат своите права, знаат дека треба да ги контактираат граѓанските организации, посебно оние организации кои што се регистрирани на бесплатната правна помош и можат убаво и директно, соодветно, да ги информират и да ги упатат како да се заштитат првично. Во однос на заштитата, законските измени, како што спомнав, на кривичниот законник се во тек, но она што повторно ќе го повтораме граѓанскиот законник за спречување и заштита од насилство од жени и семејно насилство, каде што има можност, доколку една жртва е демната, да побара или да поднесе пријава до Центарот за социјална работа и доколку ги има доказите кои што би можело да се потврди тоа, Центарот за социјална работа преку своите стручни и професионални вработени да поднесат предлог до судот за изрекување на привремена мерка за заштита, кој што се во траење од 3 месеци со можност за продолжување до 1 година.